Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Вчера бевме сведоци на еден немил настан на само неколку километри од Скопје во село Арачиново, каде што новинарска екипа на телевизијата ТВ21 беше нападната и киднапирана од лица блиски до општината и до Зоран Заев и Стево Пендаровски. Уште од првиот ден на моето назначување како портпарол ветив дека со сите сили и капацитети ќе се заложам секогаш да бидеме во заштита на новинарите и медиумите. Така ВМРО ДПМН најострого осудува чинот на киднапирање, закани по живот и психичко насилство врз новинарите и новинарските екипи. Овој случај на напад и тортура врз новинари мора веднаш да се казни и да биде пример за воиднина. Веќе медиумите обзнанија дека се работи за еден од напаѓачите кој е близок до Зоран Заев и СДСМ и е близок роднина на градоначалничката на Рачиново. Па така прашуваме, зошто, ако веќе на медиумите им е познато лицето кој е нападнало новинарската екипа на ТВ21, веднаш не е повикан да биде сослушан за настанот? Гледајќи дека едно од лицата која е нападнало екипата на ТВ21 е личен пријател на Зоран Заев, прашуваме дали можеби Зоран Заев е тој кој го нарачал нападот на новинарската екипа се со цел да се спречи прилогот кој го правела телевизијата за неработењето и нефункционирањето на владата и општината Рачиново. Почитувани, ова е начинот на третирање на медиумите од страна на СДСМ. Напад, киднапирање, тортури и закани. Почитувани, ова не е прв случај да членови на СДСМ нападнат новинарски екипи. Ова не се случува прв пат. МВР веднаш да спроведе истрага кој го нарачал и кој го извршил нападот врз новинарската екипа на ТВ21. Напаѓачите мора да сносат одговорност и тоа веднаш, а Зоран Заев јавно да им се извини на медиумите граѓаните и веднаш потоа и тој да сноси одговорност. Благодарам.